Нашиот джингл за будење ја означува и впрочем рубриката во која што стандардно се будиме се, расонуваме заеднички со некои од нашите јавни личности. Ова утро или овој петок тоа одлучивме да биде нашата позната модна дизајнерка Олгица Ѓоргиева. Олгица, се надевам дека си ни присутна и веќе те гледаме. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Како си ни утрово? Благодарам, добра сум, супер и се радувам што еве во некаква верзија повторно сум ваша гостинка, затоа што вие сте едни од почитувачите на мојата работа секогаш што биле од. Така, и со години Тилма навистина ги следи твоите модни проекти, ја следи твојата работа, но ќе зборуваме малку нели во поглед на работата во втор план некако ќе ја ставиме ова утро, затоа што тука во моментов сме во кујната јас и Ивана и стандардно си подготвуваме некаков утрински оброк, па би сакале да дознаеме како тебе ти стартува вообичаено денот. Дали си од оние кои што ги сакаат раните утра, нели часовите кога е помирно, кога не е толку хаотично, сакаш да уживаш во тие моменти можеби на утринска самотија кога сам со себе нели го пиеме утринското кафе или можеби имаш некакви поинакви ритуали? Па, јас од секогаш сум била утрински човек на ритуали и навистина си уживам во тие ритуали, дури работниот ден некако го започнувам малку покасно, затоа што имам потреба барем 1-2 сати да имам за себе. Тие 2 сати преку ритуалите, фактички мојата креативност е најголема наутро, така да пробувам тој момент да го искористам. А во исто време денот да ми почне мирно, да не мора да е во стрес. Секако дека да, од сабајле имам некои ритуали кои што си ги почитувам подолго време и како и да сум утрински и човек на ритуалите во секој случај. Да, онако што Олгица го забележав во нели во твоето кажување за утринското будење и утринските ритуали е дека имаш 2 часа време пред да ти започнат обврските работните обврски, односно време 2 часа за утринските ритуали. И сега тоа е на некој начин во денешно време привилегија или па треба да станеме многу рано наутро. Значи колку е точното време кога стануваш наутро и како успеваш секогаш, бидејќи да, убаво е да се започне денот смирено и релаксирано, за да може и така да продолжи понатаму, но не секогаш нели со оглед обврските тоа можеме да го спроведеме, па како тоа ти успева? Така, да, ве разбирам потполно, меѓутоа мојот профил на работа е малку поинаков и некако работниот ден ми е расцепкан во текот на целиот ден, така да можам да си го дозволам тоа, затоа што претежно работам директно со клиенти кои што најчесто послободни се во попладневните часови, така да можам да си го дозволам тоа во секој случај. Меѓутоа и станувам рано, така да мислам дека станувам некаде по 6 од прилика, така да има доволно време за се. Така е, Олгица. Како во поглед на кафето, бидејќи спомена дека сакаш и конзумираш кафе, остануваш на едно во текот на денот или можеби таа бројка поминува и ја надминува таа единица? Не ја надминува, јас кафето да го сакам, уживам во него, меѓутоа периодот правам мала пауза, така да сега сум повеќе префрлен на чај, така да сега сум Зимски период, веројатно есен-зима, таква е асоциацијата за времето и можеби тоа е комбинацијата добитна. Меѓутоа кафе едно во текот на денот, во секој случај. Така. Не премногу. Олгица, што се случува во твојата модна работилница, бидејќи погледнавме дел од фотографиите со некои од твоите модели, ја спомена твојата работа со клиентите и така натака, ти нели постојано, неуморно работиш на твоите колекции. Каква модна 2024 година оставаш зад себе? Малку помирна, за разлика од претходните години. Меѓутоа, и покрај тоа што можеби не бев премногу јавно експонирана изминатиот период, тоа беше некоја свесна одлука на мала пауза, мал одмор, кој што го искористив работно и креативно. Меѓутоа, и покрај тоа што не бев јавно експонирана, јас во позадина цело време работев.
Претежно беше работа со клиенти и подготовка на наредни проекти кои што следуваат. Така да се надевам да сме живи и здрави. 2025 ќе биде година исполнета со креативност и со многу проекти кои што веќе поголем дел од нив се ставени на хартија. Друго исто нешто на кое што му се радувам е после представата во Словенија, балетска представа. Во моментот работам на костимографија на балетска представа во Романија, Букурешт. Така да и тоа е нешто што следува отприлика за 2 месеци. И останува да видиме колку сум била креативно расположена во изминатиот период и да видиме што ќе понудам во наредниот период што следува. Велиш костимографија, веројатно е доста поразлично да се работи, нели, за сценска изведба, за балети и представи, па во што повеќе можеби уживаш кога креацијата е, да речам, оставена само на тебе, во смисла, нели, на твојата инспирација, или кога имаш вака зададен проект, тематика, нели, и мораш по тоа да се раководиш како ќе изгледаат костимите кои што ќе ги креираш? Сите концепти се многу различни. Работата со клиенти е еден тип на работа, спремањето на реви, работа на друг тип на проекти е сосема поинаку, работата во театар на костими е исто така многу поинаку. Не можам да ги издвојам на еден начин, едни со други се многу поврзани, меѓутоа во исто време е многу различни. И јас секогаш знам да кажам дека една од убавините во мојата работа е тоа што некако се е различно и можеби и тоа прави и интересна оваа професија, меѓу другото. Секој ден е различен, секој ден имаш нов креативен предизвик, така да уживам во секој од овие процеси, уживам. Сосема поинаква уметничка експресија во целиот тој процес. Одлично, Олгица, пред да се поздравиме и да ти посакам убав ден, уште едно прашање со оглед на тоа што се наоѓаме на крајот на оваа 2024-та, зборувавме каква година беше ова за тебе накратко и дека веќе има планови кои што се подготвуваат за новата или престојната 2025-та и како се ближи крајот на годината секогаш правиме ретроспектива и планови и тоа е некако нешто што ни дава стимул и мотивација за работа, но кога станува збор за планови кои се зацртани, но и нешто кое се остава на самата креативност, кој што знаеме дека во различни периоди од годината ја имаме на различно ниво, па кога станува збор за модата и за дизајнирањето, тогаш веројатно не се сите периоди исти или тоа не е константа, туку има различна инспирација и мотивација, па во однос на тоа колку си подготвена за, да речеме, такви инстант креации во смисла на тоа кога ќе се роди природно поголема креативност или пак се е тоа според план и програма, да кажеме? Па повторно ќе кажам, затоа што јас голем дел од денот и од мојата работа е посветена на работа со клиенти, тука веќе сте ограничени со време, делумно со идеја, инспирација, меѓутоа тука веќе е еден концепт, меѓутоа кога станува збор за колекции, нормално дека креативноста е оставена комплетно отворена, да создавате тоа што сметате дека треба да биде ваша наредна колекција. Во тој поглед, значи, веќе колекциите се ставени на хартија и почнав да работам на нив, така да ќе има многу новости во наредниот период кој што следува. Во исто време, паралелно работев и изработка на чанти и овде има новости, се направили веќе нови верзии на чанти, така да ќе има доста новости. Одлично. Инспирацијата многу е специфична во оваа професија затоа што станува збор за уметност. Инспирацијата не доаѓа секогаш кога ќе посакате, меѓутоа е добро кога ќе дојде да се искористи, да се стави на хартија. Да не се пропушти тој момент. Па најчесто не го пропуштам, меѓутоа понекогаш знае да биде премногу напорно исполнето од повеќе аспекти и можеби не доаѓам во ситуација да можам се што посакувам да реализирам и можеби на некои работи времето им е малку одложено, меѓутоа гледам се што сум замислила да пробам и да најдам начин да го реализирам.
Одлично. Одлично, Олгица, ти благодариме многу што ете од тие утрински 2 часа кои што ги издвојуваш исклучиво само за себе, утрово посвети на нас и на нашата публика и ни беше интересно вака некако на момент да нурнеме во твоето секојдневие и да дознаеме како ти започнува денот и утрото. Те препуштаме да уживаш во остатокот од овој ден и се разбирам продолжениот викенд кој што ни е на самиот праг. Дали може би имаш планови или остануваш во Скопје овие денови? Останувам во Скопје, така да ќе видиме што ќе Ќе биде секој ден. дождливо, некоја меланхолија, меѓутоа веројатно одлично време за уживање по дома и чај како што спомена дека преферираш во последно време. Да. Ви благодарам, ми беше драго што еве, макар и вака се видовме и секогаш сум расположена за ваша Се гледаме во некоја друга прилика, Поздрав. навистина ти посакуваме да имаш и успешна 2025-та со оглед на проектот кој што веќе го спомена, не се сомневаме во тоа. Поздрав Олгица до тебе и навистина да, уживај во овој петок. Ево, А додека ние направивме. си разговаравме, Ивана нешто подготви на брзина, што Да, и ќе онако што конзумираме. секогаш е добре дојдено кога имаме нели вака разговори, нешто што можеме да го направиме на брзина наутро, а да ги вклучиме овесните снеголки, шумското овошје, грчкиот јогурт и малку мед и на крај ставив малку бадеми. Сето тоа ќе го изблендираме и ќе видиме и банана, да не забораваме и банана ставив. Добро. Да видиме како на Ќе ни крај биде овесна каша некоја. Да, овесна каша ќе биде. Ми се чини дека е готово и ова е, ако можам да кажам, покрај бомбиците, наша омилена комбинација или умилен мини оброк, кој што секогаш служи одлично кога треба да се освежиме утрински. А особено вака кога е направен со шумско овошје. Да, имаме и убава боја. Да, имаме и убава боја. Освежителна, а и го имаме и витамин С, кој што е апсолутно неопходен во текот на целата година, особено во оваа сезона во која што се наоѓаме.